На денешен ден, 24 април, 1533 година, роден е холандскиот државник Вилхем I Молчеливиот од Оранж, познат како Вилием Орански, кој од 1579 година беше прв државен поглавар на Протестантската република на обединетата провинција на Холандија. Во борбата против Шпанија, која на холанѓаните силно им го наметнуваше римокатолицизмот, беше заповедник на холандската револуционерна војска. Во јули 1584 година беше убиен од Балтазар Жерар по налог на шпанскиот крал Филип II. 1731 година умре англискиот писател Даниел Дефо, кој објави повеќе од 250 дела, но светска слава му донесе романот Робинсон Крусо. Други негови познати дела се Мол Фландерс, Полковник Джек и Роксана. 1854 година Врховниот суд на САД донесе пресуда дека патентот за машина за шиење му припаѓа на механичарот Елиас Хау. Тој ја конструира машината за шиење и во потрага за покровител отиде во Англија, каде директорот на патувачкиот театар Сингер и други луѓе го измамија и почнаа да ја произведуваат познатата Сингерка. Своето право на патентот Хау го доби по судски пат и секојдневно примаше по $4000 за лиценцата. 1904 година роден е американскиот сликар од холандско потекло Вилхем де Кунинг, втемелувач на абстрактниот експресионизам, кој во 40-тите години од 20-тиот век важно влијаеше на преобразбата на сликарството во САД. 1905 година во селото Цер Кичевско во борба против турската војска загина, односно се самоуби, заедно со 11 на негови соборци Христо Узунов, еден од плејадата големи македонски револуционери, учител и војвода. Роден е во Охрид на 22 февруари 1878 година. 1942 година родена е американската актерка и пејачка Барбара Стрейсанд. Нејзини најпознати филмови се Смешна девојка, Девојката која ја сакав, Звездата е родена, Јентел и Огледалото има две лица. 1967 година советскиот космонаут од руско потекло Владимир Михајлович Комаров загина при приземјување на вселенскиот брод Сојуз 1 поради грешки во падобранскиот систем. Тоа беше неговиот втор вселенски лет. На 12 и 13 октомври 1964 година беше командант на вселенскиот брод Восход. 2011 година индискиот духовен лидер Сај Баба, еден од најпознатите гуруа во Андија, почина во болница на 85 годишна возраст поради проблеми со срцето. Милиони поддржувачи на Сај Баба широм светот веруваат дека тој имал надприродна моќ, како што се можностите да прави предмети од воздух, да се сеќава на претходните животи и да лекува смртоносни болести. Тој тврдеше дека е реинкарнација на поранишниот духовен лидер Сај Баба од Ширди, кој почина во 1980 година. Неговата организација финансираше здравствени и образовни проекти во Индија, вклучувајќи болници и клиники, кои тврделе дека може да лекуваат болести кои медицината не може да ги излекува. Еден од неговите најголеми финансиери бил поранишниот собственик на синџирот ресторани Hard Rock Cafe, Ајзак Бартон Тигрет, кој се пресели во Путапари и подари голем дел од своето богатство на фондацијата на Сај Баба. 2011 година на националната арена Филип II во Скопје беа пуштени во употреба целосно реконструираните северна, источна и западна трибина. Постоечката јужна трибина, која исто така беше опфатена со реконструкцијата, е изградена во 1978 година, а камен темелникот за изградба на останатите трибини беше поставен во 2009 година.